имам нешто што мислам дека доволно ќе покрие тоа време, кое што е зборувано од ова место, меѓутоа не се сеќавам дека било во вид на тема. Го имам спомнато ова, ќе се сетите сигурно, ви останало во сеќавање, меѓутоа има тука и нови моменти, секој нов момент за мене е интересен, за да се вклопи во целата, значи, ова темичка, ќе кажам. Ја насловив како сини од камен и може би ќе текне веднаш. Зашто ќе зборам? Што беше во Библијата она што е сино? Сини од камен или сафирот? Каде се спомнува? Сте заборавиле, значи, одамно не сме зборувале на оваа тема. Јас колку што можев да видам, значи, не е снимено вакво нешто, така да затоа и си реков денес како во едно пократко време ќе можеме да го покриеме. Ајде да отвориме во Излез, 2 Мојсиева 24 глава. Тоа не се првите наши стихови, тука ќе ги прочитаме. 24 глава Излез. 24. 9, 10 и 12 ќе читам. Ова се случува на гората Синај, склучување на заветот меѓу Бога и израелскиот народ. Тогаш Мојсија се искачи со Аарона, Надава и Авиуда и со 70 израелеви старешини. Тие го видео израелевиот Бог, подножито на неговите нозе, како да беше обесценетиот камен сафир, со болскот сличен на самото небо. Тогаш Господ му рече на Мојсија: искачи се кај мене на ридот и почекај ме таму, ќе ти дадам камени плочи со законот и со заповедите што ги напишав за нивна поука. Ова е самото давање на законот, на двете камени плочи. И она што е интересно е во 10 стих, каде што се вели дека подножито на неговите нозе. Го виделе Господе, подножито на неговите нозе беше како камен сафир со болскот сличен на самото небо. Сафирот е син или плав. И веднаш ми текнува на бајага и плави мој сафир. Едно од помилените песни ми беше на времето. Ова не е во склад со темата, меѓуто е интересно што, знаете, јас не знам, кој па од нас знае каква форма има Бог, или Бог е дух. Денеска беше спомнато од овде дека, може би он нема баш изглед како нас, меѓуто овде се спомнуваат неговите нозе. Потоа ќе видим во еден друг стих нешто друго. Војет, ја не навлегувам во тоа, нити пак можам да кажам како е и што е. Меѓуто она што е битно е синиот сафир во оваа ситуација. И сега одиме во Езекијел, во првата глава од Езекијел, и ако сте читали, знаете дека во оваа глава се опишува престолот Божи. Знаете, она чудна слика таму, некои суштенства, тркала, нешто што многу не навлегувам, меѓутоа, еве што е битното овде. 22 стих од прва глава Езекијел. 22, прва глава. Над главите на суштествата, значи што ги гледа овде во визијата Езекијел, беше нешто како небесен свод, сличен на сјаен кристал, распространет над нивните глави, што е над главите на суштествата. 26 стих веднаш подолу. Над сводот над нивните глави, над тој свод, што е како кристал, нели? Беше нешто како камен сафир, каменот сафир, нешто како престол. На тоа како престол горе на него слично на некој човек. Сега пак еден момент, значи, нешто како човек видел Езекијел таму на престолот. Престол Божи. Прва глава 22 и 26. Еве, повторно го гледаме сафирот и овде ни опишам престолот Божи. Претходно имавме подножито на неговите нозе во претходните стихови. Син сафир. Може би нема потреба да читаме,
во Езекијел 32 глава, кој ги дал плочите, односно како биле изработени тие плочи. Господ ги извадил, тие камени плочи ги изрезбал, како да кажам, од каменот, Господ ги напишал, заповедите и тоа со свој прст и му ги дал на Мојсија. Значи тоа беше, вели, Господово дело. Плочите беа Господово дело. Сега, ова е стихот кој што може би највеќе алудира на она дека Божиот закон е запишан на две камени плочи од син Сафир. Броеви, или 4 Мојсиева, 15 глава. Значи 15 глава од 4 Мојсиева. Господ преку Мојсија нешто им заповедал на израелците. Да, 15 глава, Броеви, или 4 Мојсиева. Еве како да се облекуваат. 15 глава, од 37 до 39 ке читам. Господ му рече на Мојсија, зборува им на израелевите синови, рече им нека прават реси на рабовите на своите облеки, од род до род. Значи тоа дека биде една традиција, нека прават реси на рабовите од своите облеки. А за ресата на секој раб, нека врзуваат сина врвца. Зошто сега пак сина врвца? 39 дава одговор. Ке имате реси за да ве подсетуваат, за да ве подсетува погледот врз нив на сите Господови заповеди. Таа врвца и тие реси кои што треба да бидат сини, поготово нели сина врвца, погледот врз таа сина врвца ќе ве подсетува на Божиот закон. Ова е клучен стих според мене, значи јас ништо не тврдам, меѓутоа проучуваме дека Божиот закон е изрезбан, значи даден на две камени плочи од син Сафир. Интересно е што фарисеите, ајде да читаме малку еден стих, само во Матеј 23 глава, 5 стих, што правеле? Се што правеле за да се покажат пред луѓето. Меѓу другото, еве што правеле, 23 глава, Матеј 5 стих, вели, а сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, затоа ги расшируваат своите молитвени записи и ги прават големи ресите на облеките. Колку подолги, толку поубаво за нив, толку повеќе се гледаат, оддалеку се гледаат. Што им било ова потребно? Тие се фалеле со Тората, тие се фалеле со законот, тие се фалеле со тоа дека се најпобожни, дека го држат законот, дала десеток, нели, се, во најмала ситница. И затоа имале потреба да ги прошируваат колку што можат овие реси, да ги издолжуваат. И сега оној нов момент што ви го спомнав е момент запишан во Откровение 17 глава и е во ек на последното време, на случувањето од последното време. 17 глава Откровение знаеме дека ни е опишена блудницата, поготово во првите неколку стихови од оваа глава. Блудницата, така наречена Вавилон. Тоест, она нечиста, лажна црква, блудница, самото име кажува. И дојде еден од 7 ангели, од првиот стих читам, кои ги имаа 7 чаши, проговори со мене и рече, дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница која седи на многу води, со која блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. И ме одведе во духот во пустината и видов жена како седи на црвен змев, односно звер, кој беше полн со богохулни имиња и имаше 7 глави и 10 рогови. Истиот звер од 13 глава. А жената беше облечена, и сега внимавајте, во пурпурно и во црвено, и украсена со злато, и со различни скапоценности. Значи, укажувам на тоа дека е богата, енормно богата црква. Но боите се интересни. Црвена и пурпурна, кои што доминираат кај комшије. Токму овие две бои. И злато, кој што е многу присутно. Сега, да увидиме описот на
тоа како требало да биде облечен свештеникот во светињата, кој што служил. Ајде да отвориме во Излез 28 глава, Излез 2 Мојсеја, повторно 28 глава, и сега овде ќе се послужа малку со ревидираниот превод, затоа што во овој стои љуби часто, што како прво не е македонски збор, а како второ не е баш тоа што треба да стои. Љубичесто не е македонски, како што и љубичица не е македонски. Темјаношки е македонски. Значи, реков 28 глава Излез, од 31 до 35 стих, видите го описот на тоа како требало да биде облечен свештеникот. Потоа ќе видиме и дека овие исти бои кои што биле на облеката на свештеникот, поготово на надградникот, на надплехникот, се многу присутни и на самите завеси. Првата завеса, која што одела кон првиот дел од светињата, и втората завеса, преку која што се влегувало во светињата на светињата. Меѓутоа, пред да видиме облеката на свештеникот. Од 31 до 35 стих. Направи наметка кон ефодот, или надплекникот. Целата сина, од озгоре во средината нека има прорез за главата и нека биде работ на прорезот наоколу опшиен со ткаен ширит, како што се опишува отворот, опшива всушност отворот на оклоп, така што наметката да не се реси. И по полите неизини направи топченца од сина, пурпурна и црвена волна, а наоколу меѓу нив и златни звончиња. И сега повторно имаме пурпурна, црвена, злато, ама и сина, кој што доминира. Ајде во 26 глава Излез, значи малку поназад. 31 стих, ова е описот на онаа завеса која што води кон светињата на светињите. Може да го прочитаме и контекстот за да се уверите во тоа. Значи 31 стих од 26 глава. И направи завеса од сина, пурпурна и црвена волна и пресукан лен. И на неа нека има уметнички извезени херовими. Значи на завесата имало херовими. И закачија на 4 столба од шитим, обковани со злато, со златни кукички, а нивните подножја сребрени. Потоа обесија завесата на кукичките и внеси го таму зад завесата ковчегот на заветот. Значи за која завеса станува збор? Завесата која што води кон светињата на светињите. Кои бои се присутни? Сина, повторно, пурпурна, црвена и злато имаме. Ако очитаме 36 стих, повторно кажува за една друга завеса, и направи завеса за влезот во скинијата од сина, пурпурна и црвена волна и од пресукан лен. Везена работа. И сега, ако направиме споредба меѓу свештеникот кој што служил во Божјето светилиште и оние свештеници што денеска служат, и жената, блудницата која што е опишена во Откровение 17 глава, забележуваме дека слични се боите, ама една недостасува кај блудницата. Сината недостасува. Зошто? Зошто беа оние сини реси, онаа сина врвца, за подсетува на Божиот закон? Божиот закон е изразбан на 2 камени плочи од син, сафир. Затоа што оваа црква го крши, ова црква го нема Божиот закон. Наспроти, описот на Божиот остаток во Откровение 14:12, каде што е, тука е трпението на светиите, кој што вели Јован, тука се оние кои што ги држат Божите заповеди, имаат верата Христова, тоа е групата кој што ги држи Божите заповеди. Ја имаме од друга страна блудницата кој што не ги држи. Чи секој оној кој што сака да го заобиколи некој законот или да го скокне тамо, не знам како се изразува баш писателот на книгата Тасевски. Да го скокне, не знам со каков стап, да го скокне сина и така некој се изразуваше. Или сака да го видоизмени, да го промени, или пак да го збрише,
секој таков всушност сака да го детронизира Господа, затоа што, како што видовме, самиот негов тронеот син Сафир, ако се сетите во светињата на цветињите, каде беше тронот Господа? На самиот ковчег. Што имаше во ковчегот? Законот. Повторно, на син Сафир. Тоа е неговиот престол. Неговиот престол се базира на Божиот закон. Тука е поставен. Секој на кој што сака да го крши и да го менува, да го руши Божиот закон, сушто сака да го детронизира Господа. Кој е тој кој што сакаше од почетокот да го тргне од тронот Господа, ако не е самиот Луцифер? Фала му на Господа што нам ни открие на вистината, ние ги знаеме смерниците по кои што треба да одиме, повикани сме и тоа е толку јасно во Библијата да го држиме Божиот закон. И тоа од причина што го љубиме Господа, не од некоја друга причина, било која друга е погрешна. А тој закон, еве како што видовме уште еднаш, интересно, меѓутоа, како и да го замислуваат уметниците, меѓутоа, според овие стихови излегува дека тие камени плочи се всушност син Сафир. И сето ова убаво се вклопува, дури со ова наше последно време. Нека Господ ни помогне да навистина бидеме негови вистински следбеници, оние кои што ќе се вбројат во остатокот, оние кои што ги држат Божите заповеди и ја имаат верата Христова. Нека му е слава на Господа. Амин.